Дополнителни 6 руски дипломати си заминуваат од Северна Македонија. Денеска во Министерството за надворешни работи бил повикан рускиот амбасадор Сергеј Базникин, кому му била врачена нота во која се посочени шестемина дипломати кои се прогласени за персона нон грата. Како и со неодамнешниот случај со протерувањето 5 руски дипломати, МНР и овој пат не навлегува во детали зошто е побарано тие да си заминат од земјава. Врз основа на информациите добиени од надлежните органи, посочените извршувале активности кои се во спротивно со Виенската конвенција за дипломатски односи и ќе треба да ја напуштат територијата на Република Северна Македонија во наредните 5 дена, се вели во соопштението на Македонското министерство за надворешни работи. Шефот на дипломатијата објавувањето на новата одлука за протерување нови руски дипломати, која укажува на сериозен надолен тренд во односите меѓу Скопје и Москва од почетокот на руската агресија врз Украина, ја дочека во Сараево каде е во посета на Босна и Херцеговина. За ова прашање не стана збор на пресконференцијата. Она на што Бујар Османи се фокусираше беа евроинтеграциите кои остануваат во статус-кво позиција поради бугарското вето. Ние сме во интензивна фаза на разговори за надминување на разликите со нашиот сосед Бугарија, со цел подигнување на рампата за отварање на преговорите. Апсолутно сум свесен дека овие блокади создаваат посебни фрустрации меѓу граѓаните, но сакам да ве уверам дека ние не се откажуваме од овој процес, напротив, посветено работиме и на реформите внатре, и на билатералните односи со соседите. Но тој процес за сега не остава многу простор за оптимизам. Од Софија денеска стигна порака до Османи по неговата изјава дека има документ како основа за договор со Бугарија кој е прифатлив за македонската страна. За време на состанокот во февруари, Бугарија информираше Република Северна Македонија дека нивните предлози не се прифатливи и дека разговорите треба да продолжат, е одговорот од бугарското МНР кој го пренесува медиумите во Софија. Ваквото јавно праќање пораки на релација Скопје-Софија овдешната опозиција го смета за показател дека се одвиваат преговори за сметка на идентитетот. Бара да се обелодени документот за кој зборува Бујар Османи. Дали владата на Димитар Ковачевски оди по стапките на претходникот Заев и се откажала од идентитетските обележја, тоа се историјата и јазикот, и за ова треба да дадат одговор денес, а не да молчат и да кријат цело време. И зошто тој документ е таен и што има владата да сокрие од македонската јавност. Политичката атмосфера е слична и во Бугарија, но таму за позициите за Македонија премиерот Кирил Петков е напаѓан од две партии кои се дел од неговата влада. Во таква ситуација во двете држави, Петков утре доаѓа во земјава за да присуствува на отворање бугарски културни центри во Охрид и во Битола, чин што се смета за знак на подобрување на односите, што сепак не значи можна најава за кревање на ветото. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.